Почитувани присутни, со ребалансот на буџетот за 2018 година на Република Македонија се докажува или поточно потврдува дека единствена нејзина цел во ова нејзино владење беше само и само промената на името и уставот на Република Македонија, а не инвестиции и унапредување во животот во Република Македонија. Сведоци сме на нови кратења во сите сфери со овој ребаланс. Цели 7 милиони евра се кратат од младите нашата иднина. И тоа, 170 милиони денари се кратат за изградба и реконструкција на студентски и ученички домови. 87 милиони се кратат за изградба и реконструкција на основни училишта. 48 милиони денари се кратат на превод на книги од реномирани автори. 30 милиони денари се кратат за изградба на училишни спортски сали. 43 милиони се кратат за изградба и реконструкција на средни училишта. 50 милиони денари се кратат за спортски објекти. Толку од младите и нивното образование и спорт. Оваа влада крати на нивната иднина, а велеше дека ќе ги задржи во државата. Исто така, и младинската гаранција исчезна негде во меѓувреме, а беше ветена за првите 6 месеци откако ќе дојде на власт СДСМ. Поминаа 17 месеци, ниту трага од подобар живот за младите, а гледаме дека ниту во иднина нема да има ништо за нив. Да зборувам малку и за здравството. Со ребалансот на буџетот за 2018 година, владата крати и во здравството. 80.000 евра помалку за рана детекција на малигни заболувања. 60.000 евра помалку за едукација на лекарите. Околу 600.000 евра помалку за новата клиничка болница во Штип, која досега требаше да биде готова. Изградбата пак на новиот клинички центар во Скопје за оваа година е дефинитивно стопирана и одложена за кој знае кога. Здравството во Република Македонија ќе продолжи да функционира само благодарение на професионалноста, одговорноста и држењето до Хипократовата заклетва на докторите и на сите здравствени работници. Ветените бесплатно болничко лекување за сите, плата од 100.000 денари за лекарите специјалисти, лекови на рецепт до 15 во месецот ќе останат само запишани на хартија од програмата за живот на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓу останатите ветувања за здравството од страна на оваа влада беа и самостојна здравствена установа за итна медицинска помош, која деновиве видовме дека ќе се приватизира. Понатаму реконструкција и опремување на амбуланти во Неготино, Чашка, Ранковце, Липково, Арачиново, Драчево, Лисиче, Чаир и Новаци. Основни бесплатни стоматолошки пакети за деца до 18 години и така натаму и така натаму. Ниту еден крупен здравствен проект досега не е реализиран, ниту е предвиден. Нема ниту подобри услови за здравствените работници, а ниту подобри услови за пациентите. Како без нови апарати, без одржување на постоечките и без инвестирање во нови здравствени установи. Единствен нагорен тек во поглед на здравството, а за време на владењето на оваа власт имаат само доделувањата на тендери во 4 очи меѓу ќерка и татко, вработувања и унапредувања по партиски клуч. Генерално, ставката 19.001 на Министерството за здравство има целосно намалување во сите подпрограми со вкупно намалување од 1 милијарда денари. А во планот за живот и итни реформски приоритети на оваа влада за првите 6 месеци за здравството беа наведени. Под 1. Целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. Под 2. 15% покачување на основната плата на сите здравствени работници. Трето. Секоја година зголемување на основната плата на специјалистите во терцијерното здравство. 4. Надградување на мој термин. 5. Формирање на фонд за финансирање на лекувањето во странство на деца до 18 години. 6. Проширување на позитивната листа на лекови барем еднаш годишно. 7. Времено вработување на приватните специјализанти со плата и придонеси во висина на минимална гарантирана плата за општ лекар. 8. Зголемување на квотите на државните специјализации. 9.
бесплатна специализација за најдобрите 10 студенти од секоја завршена генерација. 10. Воведување систем за надградување на лекарите, за наградување. 11. Враќање на единствениот универзитетски клинички центар во кој клиниките ќе бидат функционално поврзани. Ниту еден од досега наведените вкупно 11 итни реформи за здравството не се реализирани. Од вас ни останува само да гледаме како здравството ќе продолжи во трката со депониите низ Македонија, а која ќе биде најголема останува да видиме. И кога веќе ги споменав депониите, во секторот животна средина скратени се 2 милиони евра. Загадувањето во државата е на енормно високо ниво, но Министерството за финансии и Министерството за животна средина се надигруваат кој помалку ќе инвестира, односно помалку ќе сработи на оваа проблематика која засека целокупната популација во Република Македонија. Што се однесува до Министерството за образование и наука, овде се скратени 1 милиарда денари или околу 16 милиони евра. Дури и ново назначениот заменик министер за образование и наука се воздржа од било какви коментари по однос на овој ребаланс, бидејќи не учествувал во креирањето и планирањето на истиот. Оваа дискоординација помеѓу останатите министерства и Министерството за финансии е само малата слика за македонската економија. Онаа големата и вистинската е дека по однос на ребалансот на буџетот, премиерот и министерот за финансии имаа сосема различни изјави во само една недела. Првиот изјави дека е неопходен ребалансот, а вториот дека нема никаква потреба од ребаланс. Токму и затоа ребалансот беше направен брзински, во сабота навечер, без дискусии и без никакви дебати. Што ни останува друго и да очекуваме, освен еден тотален економски колапс на оваа држава. И сето ова се затскрива зад евентуалниот наш влез во ЕУ и во НАТО. Или поконкретно кажано, експертите во владата на Република Македонија чекаат ЕУ и НАТО да им ги сработат сите нивни ветувања и проекции. Дотогаш, народот во Македонија е оставен на работ на екзистенцијата за сметка на богатењето на поедини владини и партиски функционери. На крајот би ги потенцирала уште катастрофалните намалувања во капиталните расходи за 5,6 милиарди денари. За вакви кратења некој и во некоја правна држава би требало да сноси одговорност. Меѓу останатите позначени проекти кои се стопирани или одложени се изградбата на клиничкиот центар, и ова е единствен пример за враќање на веќе одобрени средства за ова од страна на меѓународни кредитори. Проектот за подобрување на општинските услуги, додека во исто време се одобруваат 3 милиарди денари субвенции за општините. Хидросистемот Злетовица, кој ќе го решеше проблемот со водоснабдувањето во цела североисточна Македонија. Изградба на нови средни училишта нема. За 70% се намалени средствата за реконструкција на студентските домови. Да резимирам, се крати за младите, се крати за учениците и студентите, се крати за професорите, се крати за лекарите и за пациентите, се крати за заштита на животната средина, се крати за земјоделците, се крати за реформи во судството, се крати во културата, се крати на се. Испаѓа дека ова не е ребаланс, туку дека е тотален колапс. Државата со ваков ребаланс не е подготвена ниту за еден регионален сојуз, а камоли за отпочнување на преговори за влез во Европската Унија. Ви благодарам.